продолжуваме сутринска неделна со гостите во студиото, нашите втори гости и втората тема, во која што ќе се задржиме малку повеќе или ќе се запознаеме со активностите и настаните кои што ги има форумот на немнозинските заедници во Македонија. При тоа и поводот за денешното гостување е студиската посета во областа Шлезвиг-Холштен на германско-данската граница, но не е само оваа посета, се разбира поголем дел на настани кои што се случуваат, а истовремено и за работата, активностите, но и на оно кое што се планира во иднина. Ќе успееме тоа да го склопиме во следните 15 на минути, а ќе поразговараме на оваа тема со нашите гости или гостинки во студиото, Братислава Танасковиќ, Јана Михајлова и Изета Бабичик. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и поздрав до гледачите. За нашите гледачи да бидеме појасни, нели, и за да малку повеќе известиме за работата и активностите на форумот на немнозинските заедници, е да ќе објасниме за неговото основање, за тоа кој се е дел од овој форум и се разбира за можеби досегашните активности или успеси во склоп на форумот. Така е, благодарам уште еднаш на поканата. Форумот на немнозинските заедници во Северна Македонија е формиран 2023 година како резултат на проект финансиран од Македонскиот меѓународен центар за соработка преку Цивика Мобилитас програмата. Пар организации тогаш беа иницијатори за формирање на ваков форум кој што е всушност коалиција од граѓански организации на немнозинските заедници. Се работи за оние заедници во Македонија кои што се уставно признаени, кои што се застапени со помалку од 20%, по-конкретно роми, срби, турци, бошњаци и власи. Организациите кои што се во рамките на овој форум, кои што се моментално во рамките на тој меморандум за соработка, се некаде околу 19 на број, додека во низ овие 3 години повеќе од 50 на организации беа дел од нашата работа. Форумот е пред се формиран за да ја како да кажам, да ја оснажи социјалната кохезија во нашето општество и сите оние забелешки кои што ние како поедини заедници имаме да ги упатиме кон релевантните институции, тоа го правиме заеднички, затоа што апсолутно ги делиме истите предизвици, ги делиме истите желби за напредување на нашите права и сметаме дека само заеднички кога настапуваме сме апсолутно посилни и можеме нашиот глас да го формализираме на еден структурен начин. Тоа го правиме со тоа што имаме редовни средби со органите на државна управа кои што се релевантни за овие прашања. Зборуваме за Агенција за остварување на правата заедници, Министерство за односи со заедници. Минатата година имавме можност да се сретнеме и со Советот на Европа и со представници од ОПСЕ, мисијата на ОПСЕ во Скопје, каде што даваме структурни предлози, односно ги анализираме сите оние акти, закони, акцијски планови, стратегии кои што не засегаат. Пишуваме мислење, анализа и ги презентираме. Меѓутоа и работиме и независно. Работиме како што кажав коалиција на средби на годишно ниво и редовно месечно ниво на работната група. Па така лани при учество на една меѓународна конференција успеавме да се сретнеме со представници од Германија, поточно од Европскиот центар за малцински прашања, кој што е со седиште во Флесбург, токму во регионот кој што го посочивте Шлезвиг-Холштен. И на тој начин успеавме да врамиме една соработка која што возможи наше меѓународно етаблирање. За прв пат во оваа покрајина во Германија има делегација од Македонија. Кои се најчестите проблеми или предизвици со кои што секојдневно се соочуваат и во овие немнозински заедници кои што се тука во Македонија, односно малцинствата? Така. Проблемите на немнозинските заедници, како што каже и Братислава, генерално се исти, меѓутоа секоја заедница си има своја специфика. Генерално бидејќи се нашите барања исти, ние решивме да се здружиме во овој форум. Темите за кои најчесто дискутираме и каде што најчесто бараме унапредување на правата на немнозинските заедници се образование, медиуми, култура, богослужба на својот мајчин јазик, издавање на литература, така што тоа се темите за кои дискутираме, иако има и други теми, социјална кохезија, владење на правото, дискриминација, говор на омраза. Во моментот се подготвува акцијскиот план, каде што ние активно учествуваме на иницијатива на Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Бевме поканети, каде што даваме допринос, имавме можност да дадеме наши предлози. Како пример ќе кажеме Влашката заедница, бидејќи да доаѓам од Влашката заедница, можам да кажам дека јазикот е навистина во критичен
критична состојба и мора нешто да се направи на тој план за да не исчезне, затоа што ако исчезне еден јазик, исчезнува и народот. Во врска со тој акцијски план, да речеме, предвидени се 3 приоритети и тоа образование, дискриминација и говор на омраза. На моето прашање зошто не е опфатено, да речеме, и информирање на својот мајчин јазик, одговорот беше дека тие приоритети се предложени од страна на Европската унија, меѓутоа се подготвува нова стратегија за интеркултурализам и социјална кохезија, па таму би можеле да го ставиме тоа како прашање, да можеме да го поттикнеме и да ја мотивираме и заедници, да ги мотивираме и заедниците, меѓутоа и во потесна соработка со државните институции, да можеме да возможиме услови сите немнозински заедници на адекватен начин да се информираат на својот мајчин јазик. Друг проблем е, да речеме, и наставата на јазиците на заедниците во градинките. На прашањето зошто со овој акцијски план не е опфатена и оваа тема, одговорот беше дека тоа е во ингеренција на друго министерство и на локално ниво, дека тоа исто така може да се потегне во иднина како прашање, така што генерално тоа се прашањата за кои разговараме. Значи имаат слух институциите? Генерално досега имаат слух, сакам да кажам дека во однос на законската регулатива во Македонија речиси сите права се гарантирани на немнозинските заедници. Проблемот е во остварување во пракса. Дури и на самиот состанок што го имавме на 30 март, и самата агенција спомна дека проблем е финансиите, тоа ќе се најверојатно тоа ќе биде проблем и при реализација на акцијскиот план, меѓутоа се прават напори да се обезбедат средства, барем некои од тие права да почнат да се реализираат во пракса. Генерално имаме добра соработка и со Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и како што спомна Братислава и со Министерството за односи меѓу заедниците, Агенцијата за остварување на правата на заедниците, така што имаме соработка, меѓутоа ние сакаме конкретно да се реализираат во пракса она што ни е гарантирано со законите. Така, гарантирани права кои што треба да бидат исполнети во целост, а од друга страна, веројатно постоењето или основањето на форумот, како што споменавте, од 2023, еве скоро трета година, помага во однос на тоа, а со самите такви средби и посети, веројатно и меѓусебна комуникација и со надлежните институции, тоа некако можеби го забрзува овој процес. Па колку сметате од отворањето на форумот до ден денес дека за разлика од порано, работите се движат во вистински правец? Па да, јас прво бих го честитела денот на шегата 1 април и што често ни се случува 1 април во остварување на правата, ние овде ќе го издвоиме само позитивниот момент. Форумот е, освен права, има цел и главна цел е да ги преземи одговорностите, затоа што ние како заедници сме равноправни. Имаме два главни проблема да остваруваме како граѓани на нашата држава, но и како представници на заедницата. Така да тоа малку е комплексно кога сакате да го правите многу сериозно. Форумот само помогна во зајакнување на капацитетите на нашите здруженија. Ние тука се и надоградуваме, и апдейтираме, и продолжуваме понатаму, затоа што имаме и право и обврска да учествуваме и во националните политики во однос на правната рамка за остварување на правата на заедниците. А една друга работа, уште поважна, е ова што моите колешки го кажа, е да учествуваме и во зајакнување на тие процеси на имплементација и мониторинг. Тука сме слаби сите. Еве, ја колку години работам во оваа област и чувствувам дека мониторингот недостасува. И ние повторно правиме правна рамка и овие денови од 10 декември учествуваме на 2 средби во организација на Агенцијата за остварување на правата на заедниците и емисијата на ОПСЕ. И даваме своји предлози, гледаме дека се слушаат и дека ќе се земат во обзир, но немаме се уште чувство дека навистина ќе се оствари сето она што ние го предлагаме и го од другата страна го чувствуваме дека не е заокружено. Тоа е тој проблем во образование, има многу голем напредок. Јас секаде на сите средби во регионот го искажувам и го презентирам примерот на Македонија во однос на образованието. Но проблемот и недостатокот и предизвиците се како тоа да се заокружи комплетно, затоа што една од друга сите елементи на образовен процес треба да бидат континуирани, поврзани. Еден во таа алка кога недостасува,
Работиме со мали деца, тоа се работиме на терен и таму го чувствуваме тоа што не се случува од страна на институциите. Бараме соработка, сакаме партнерска соработка, не сме само на критика, сакаме да учествуваме во тие процеси и тоа е најважното одлика на форумот и тоа што сите не воздигна да излеземе од една рамка дека не можеме ништо да промениме. Форумот го направи едно рефреширање на сите нас и една подршка дека еден со друг можеме да направиме. Една порака до сите дека уставот не ограничува нас тие заедници затоа што постојат во Македонија други заедници и баш тоа чувство што ние сме го имале дека и останатите некоја сме биле останати, сакаме да го надминеме и тоа. Сите заедници кои имаат желба да учествуваат, не значи дека со устав се гарантираме дека не сме Хрват, Црногореци, бугарини и така натаму. Ги повикуваме едноставно на овој концепт кој ние го имаме, ги повикуваме да соработуваме и да го прошириме тој круг. Со таа уставна категорија ние правиме на некој начин последователна дискриминација на другите, дека има чувство дека ние сме уважени во однос на другите. Во врска со вашето прашање дали нешто е подобрено од кога е формиран форумот, сакам да истакнам две работи, иако не живееме со илузии дека за кратко време тоа ќе се среди во пракса. Како пример е подготовката на акцијскиот план на првиот состанок, после првиот состанок за подготовка на акцијскиот план, ИНСОК, Ромското здружение ИНСОК во име на форумот даде предлози во врска со мониторингот на акцијскиот план, за мерките, активностите, во врска со финансиите и во врска со временската рамка, која мерка за колку време и во кој период треба да се реализира и сите тие предлози беа прифатени. Друг пример што исто така е, да речем, благодарение на форумот, иако тоа беше заложба на сите здруженија претходно поединечно што се залагале, а тоа е промена на законот за основно образование во делот каде што се кажува дека минимум 15 ученици треба да се пријават за да има настава, да речеме, изборен предмет на влашки јазик, јазик и култура на власите или на останатите немнозински заедници. Се боревме тој лимит да биде остранет затоа што некогаш ако има само 14 пријавени, проблем е не може да се организира паралелка. И благодарение на Роберт Аладјозовски во 2023 година, кој тогаш беше одговорен за интеркултурализам, со кого имавме и состаноци, иако претходно 11 години поднесувавме барање која власт како ќе дојдеше, ние праќавме поединечно барање за тоа да се укине, немаше успех, меѓутоа еве во 2023 година и тоа се реши така да тој лимит повеќе не постои. Братислава, можеме ли да зборуваме за следни активности? Ова е нели само почеток можеби на годината или првото тромесечие некако полека го испративме, но долга е 2026-та, кои се можеби следните активности, планови, како ќе се насочите, проблемите остануваат, барањата остануваат? Така е, како што и назначи Изата, форумот навистина ги унапреди своите капацитети за овие 3 години. Да речеме, една потврда на тоа е посетата на Данска и на Германија, каде што навистина успеавме не само да научиме како таму се уредени малцинствата, зборуваме за германци, данци и фризици, туку и да се представиме ние со нашите специфики, како прва воопшто една посета од Македонија на тие простори. Делегацијата броеше не само представници од форумот, туку и представници од државните институции, од академијата, што дополнително даде дадена вредност на нашиот начин на функционирање, кој што апсолутно е конструктивен и е структуриран на предлози кои што не се, нели, обично граѓанските организации критикуваат, нели, све нешто не чини, ние гледаме од другата страна како да дадеме за да тоа се подобри. Па во таа насока ќе имаме годишен состанок наредниот месец, односно веќе сме април, се извинувам, овој месец, некаде во втората половина. 21 мај повторно како и минатата година ќе го обележиме како меѓународен ден за културен диалог. Минатата година тоа го работевме со Националната установа Музеј на Македонија. Во септември планираме конференција заедно со колегите од Германија и од Данска, каде што им бевме гости, и во декември го одбележуваме повторно, како и минатата година, заедно со Меѓународниот Балкански универзитет, Меѓународниот ден на малцинствата. Сметаме дека тој мај и тој декември се одбележија и карактеристика на форумот како таков, нели, мултиетнички, мултикултурен.
Секако тука сме да ги поддржиме и нашите членки на нивните активности, тие работат многу, аплицираат за разноразни грантови и повици, така што согласно нели нашите можности и капацитети гледаме да ги вклучиме сите, значи пак зборам не само нашите членки, да работиме заедно со институциите и да ја испратиме таа порака нели дека сме конструктивни, дека соработуваме и едноставно дека сакаме да се прикажеме во најдобро светло. Да, и тоа е најпозитивното што треба да се изнесе токму од постоењето на форумот, покрај нели целите и сето она кое што е составен дел од истиот, како и тој позитивен пристап и очекување на резултатите кои што се би требало да се загарантирани и нормално остварливи. И ви уште едно прашање веќе на самиот крај, кога веќе ја споменавме оваа средба која што е повод за гостувањето, дел од впечатоците беше, барам според информацијата која што имам, дека биле одлични домаќини и дека ве пречекале сосема соодветно со обраќање на македонски јазик, што е една голема чест за нели членови, односно луѓе, гости кои што пристигнуваат од една држава, па верувам дека тоа го планирате на следната меѓусебна средба, односно на нивното гостување, посета тука. Да, таа посета беше финансирана целосно од покраинската влада на Шлезвиг-Холштайн преку нивната мрежа на малцински компетенции. Научивме многу специфики, не знам, и за мене едно убаво искуство и за колегите, се запознавме подобро нели меѓу нас, пошто се тие средби што ги имаме се 3 до 4 пати во годината, вака успеавме една недела и да разменуваме искуство. Велам, имавме состаноци на соодветно ниво, зборуваме за владини представници кои што ги третираат тие прашања на покраинско ниво, во Данска представниците на германското малцинство, видовме како изгледа на германска гимназија, видовме како се финансираат, како едноставно со таа Бон Копенхаген декларација подпишана во 50-тите години успеале да се договорат дека нивната соработка ќе биде апсолутно конструктивна, дека ќе имаат исти факти историски, дека ќе пристапуваат на ист начин, дека двете држави ќе ги разменуваат своите искуства, апсолутно се со цел напредување, независно од тоа дали се 5% или 25%, таму сметам дека и не е толку битно, не е толку императив да се декларирате дали сте лево или десно, толку колку придонесувате за заедницата. Да, и по тоа треба сите да се водиме. Јас верувам дека понатаму форумот ќе остварува успеси и се разбира ќе има средби и настани кои што ќе можеме да ги промовираме, поточно да информираме за истите во утринската. Ви благодариме за вашето време денеска и за гостувањето и можноста да дознаеме малку повеќе конкретно за оваа студиска посета и работата на форумот. Благодариме и вам на одвоеното време.